Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Порака на мирот, последното напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхи селам. मुसलमानो मुसलमानो अरे बिखरे हुए दानो मुसलमानो मुसलमानो Сега земете во предвид, оти ова е куранско учење, наспроти фактот дека тој идолите ги третира како предмети без значење. Сепак, Бог ги учи муслиманите да се воздржуваат од навредувањето, дури и на идолите, и ги предупредува наместо тоа, да го завземат ставот на благо убедување за тие идолопоколниците, да не бидат испровоцирани и за возврат да не го навредуваат Бог. Тогаш муслиманите ќе бидат одговорни за тие навреди. Какво е тоа однесување на луѓето, кои го навредуваат името на честниот пратеник на Исламот и говорат за него со крајно непочитување, брутално ја напаѓаат неговата чест и го затемнуваат неговиот карактер без дамка. Тој е високо почитуван пратеник, чие име е сочувано во таква стравопочит, што кога тој ќе се спомне, високите муслимански кралеви стануваат од своите престоли и наклонуваат глава на неговите заповеди. За нив е чест да се вбројуваат меѓу неговите најпонизни слуги. Зарем почитта која тој ја наредува не е Божја дарежливост? Оние кои се осмелуваат да го навредуваат оној кој прифатил вака честна работа, всушност се расправаат со самиот Бог. Честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем има така висок статус кај Бог, и Бог покажал многу чуда за да ја докаже неговата вистинитост. Нели е ова дело на неговата моќна рака, која ги наведнала главите на 200 милиони луѓе пред Мухамедовиот прак? Се согласуваме дека секој пратеник имал многу небески знаци за своја поддршка, но без конкуренција, знаците покажени во поддршката на Мухамед ги надминуваат сите. Тие и денес се појавуваат како што се појавиле и во минатото. О, леле, вие не можете да го разберете едноставниот аргумент како што е овој, кога земјата е полна со гревови и кога станува сурова, и кога злото, разузданоста и неуместноста претежнуваат на Божјата скала повеќе од што исправните дела, тогаш Божјата милост бара од него да испрати еден од своите слуги, за да го исправи тој неред. खुशा किस्मत के वो महबूब फिर बालाए बामाया. Болестите и заразите бараат исцелител. Од сите луѓе вие би требало да сте во состојба да го разберете ова подобро од другите. Вие сметате дека ведите не биле објавени во времето кога океанот на гревот бил во порој, туку наместо тоа дека биле објавени кога спокојот на безгрешноста преовладувал над земјата и морето. Дали тогаш го сметате за неприфатливо тоа дека пратеникот треба да се појави кога поплавата на гревот без неј и нагло ги преплавува земјите во светот? Се надевам дека вие не сте такви лаици за историските факти. Кога честниот пратеник салаллаху алейхи веселем со своето доаѓање ја добил честа на служба на пратеништвото, тоа доба било зануркано во апсолутна темнина и ниедна човечка работа не била ослободена од дамките на гревот и лажните верувања. Угледникот Џанант во својата книга Сатјарт Паркаш пишува дека дури и во ариаизмот, кој се гордее со своите монотеистички верувања, клањањето на Бога го смениле со идолопоклонство и дека верата на ведите станала крајно искривена. Доблесниот Фендер, европскиот свештеник Белец, исто така ги потврдува овие тврдења во својата книга Мизан ул Хак. Тој забележува дека во времето на настанувањето на Исламот
Христијанството станало најискривената религија меѓу сите други религии. Расклашеното и разуданото однесување на христијаните од тоа време било извор на срам и безчестие. Честниот Куран, оправдувајќи ја својата објава, зборува за истото во следните ајети. Се појави безредие на копно и море. Овој ајет подразбира оти ниедна нација, без оглед на тоа дали е во состојба на незнаење или себе си се смета за мудра, не е ослободена од расипаноста. Врз основа на сите сведоштва установено е дека целото човештво западнало во морална беда во добата на пратеникот Мухамед салаллаху алейхи веселем, било да потклекне од исток или од запад, било да потклекнуваат од ариите или од оние кои се задржале во арапската пустина или оние кои ги населуваат островите. Немало ниту еден меѓу нив чиј однос кон Бога бил без дамка. Злите дела ја затруле целата земја. Зошто тогаш човекот со рационален ум не би можел да ја разбере оваа едноставна работа на здравиот разум, дека тоа било право време и право доба, со алузија која човековиот разум може да ја прифати, дека морало да биде воздигнат исклучително истакнат пратеник. Што се однесува до прашањето на преобразувањето кое овој пратеник го донел со своето доаѓање, никој друг не може да одговори како што може муслиманот, повикувајќи се на доказите на големата реформа која ја донел честниот пратеник на исламот. Надвор од дометот на евреите и христијаните или ариите е да одговорат на оваа прашање со таква прецизност и со такви неотповикливи докази. Првата фаза на реформацијата честниот пратеник е започнал со самите арапи. Арапскиот полуостров бил во така безнадежна состојба, што било тешко неговите жители да ги наречеш човечки суштества. Кажете некое зло кое тие не го правеле. Кажете некој облик на идолопоклонство кое тие не го спроведувале. Крадењето и грабнувањето било секојдневно, а безпричинското убиство било како да сгазнеш мравка. Тие убивале невини деца и грабеле се што ќе им текнело. За нив не била реткост своите ќерки живи да ги погребуваат. तेरे दुश्मन हुए इख़वान. Се горделе со своите вомбрачни односи и со тоа се фалеле во песните. Опивањето меѓу нив било толку нормално што немало куќа без подрум со вино. Го предводеа целиот свет во коцкањето. Зверовите ќе се засрамеа ако се споредеа со нив, а змиите и волците ќе беа понижени ако се нарекуваа арапи. Кога нашиот пратеник салаллаху алейхи веселем станал со решеноста да ги промени и кога одлучил да ги очисти нивните срца со сета своја духовна сосредоченост, тие во кратко време покажале нагли промени на преминување од зверови во човечки суштества, а потоа од обични човечки суштества во културни луѓе, а од културни луѓе станале побожни и потполно потонати во љубовта кон Бога. Во името на таа љубов трпеле секаква можна тортура, како нивното чувство за болка да било парализирано. Тие биле изложени на секакви страдања на различни видови малтретирања и биле немилосредно камшикувани. Ги лишувале од храна и вода, се до работ на смртта, но во секое искушение тие продолжувале да одат напред. На многумина од нив, пред очите им ги убивале децата, а многу од нив биле распнати пред нивните собствени деца. Особената верност со која тие ги полагале своите животи била таква што самата помисла на нив тера солзи на очите. Ако тоа не е Божја команда и сила на духовната пристојност на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, кои делувале како магија и чудо на нивните срца, што друго би можело да биде тоа што така неодоливо ги привлекло кон исламот? Која магија ги трансформирала и сторила да се наведнат на прагот на понизниот човек, кој чекорел по улиците на Мека, без пријател, без имот и без моќ? Тоа мора да била духовна рака, која ги воздигнала од така големи длабочини до века вртоглави височини. Дури поизненадувачко било тоа што,
многумина од нив биле оние кои во претходната состојба на одбивањето биле заклонати непријатели на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем и жедни за неговата крв. Јас не гледам поголемо чудо од оваа, дека некој така безпомошен, сиромашен и без пари, како тој можел да ги испере нивните срца од сите дамки на непријателството и омразата и да ги привлече кон себе, толку силно за доброволно да ги отфрлат кралските рува во Божие име и во својата понизност да го прифатат облекувањето во партали. Некои во своето незнаење го обвинуваат исламот за предизвикувањето на војните, заради ширењето на својата порака и стекнувањето на приврзаниците со сабја. Тие изјавуваат дека овие приврзаници биле присилени да ја сменат својата религија под закана на сабја. Леле на нив 1000 пати. Тие ја преминаа својата граница во својата неправедност и во своите напори да ја сокријат вистината. О, штета! Што е тоа погрешно во нив, па своеволно се свртуваат од стварноста. Нашиот чесен пратеник салаллаху алейхи веселем не се појавил во Арабија како монарх. Тој немал кралска крв и моќ и луѓето не се собирале под неговото знаме од страв за своите животи. Пред нас едноставно стои ова прашање, кога тој тргнал во единствената духовна борба за проглас на Божјото единство и втемелувањето на вистината во својата служба, во состојба на крајна безпомошност и сиромаштво. Каде бил тој меч кој го сеал стравот во нивните срца и го присилил кроткиот на покорност? И тие да одбиле да веруваат или да издржале во одбивањето, од кој крал тој би молел за помош, да му испрати војска за тие да се присилат да отстапат? О, вие кои ја барате вистината, бидете уверени дека сите овие лаги се производ на оние кои се заколнати непријатели на исламот. Погледнете ја историјата. Мухаммед салаллаху алейхи веселем бил истото она сираче, чиј татко умрел малку пред неговото раѓање и чија мајка починала оставајќи го зад себе како дете од неколку години. Дете на кое Бог ја спуштил својата рака на потпора и кое било одгледано од неговата грижа, без било каква друга заштита. Во текот на овие тешки времиња, додека бил сираче, чувал кози кои припаѓале на други. Никој не бил негов покровител, освен Бог. И дури до неговата 25-та година, никој од неговите амиджи немал намера да му ја понуди раката на својата ќерка за жена, бидејќи изгледало дека нема да може да ги подмири ни основните куќни трошоци. Дури и повеќе тој бил неписмен и не бил обучен за некој занает или професија. Кога се приближил до својата 40-та година, погледни, со полно срце се предал на својот господар Аллах Джелешануху. Неколку километри од Мека постоела пештера по име Хира. Тоа било место каде се повлекувал и сокривал од очите на луѓето и се нуркал во сеќавањето на Бога. Еден ден во таа иста пештера, додека се молел во самотија, Бог му рекол: луѓето му го свртеа грбот на Аллаховиот пат и земјата е изгнасена со грев, затоа јас, семоќниот Бог, те именувам тебе за мој пратеник и те испраќам во светот да ги опоменуваш луѓето да му се вратат на својот господар пред да ги стигне неговата казна. Бидејќи бил неписмен, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем се исплашил од оваа наредба и го преколнувал Бога. Јас не знам како се чита и пишува. Тогаш Бог ги исполнил неговите гради со сите способности и духовни знаења и го осветлил неговото срце. Преку благословот на неговата моќ на прочистување, понизни и слаби почнале да влегуваат меѓу оние кои го следеле. Но моќните водачи ги собирале сите своји сили со сите средства да му се спротистават. Отишле дури дотаму
што направиле заговор да го убијат. Многу мажи и многу жени искусиле болна смрт. Последната мерка која ја преземале била тоа да ја обиколат куќата на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем со намера да го убијат. Но кој може да го допре оној кого Бог го штити? Бог му објавил: веднаш напушти го овој град, а јас ќе останам со тебе на секој чекор. Во склад со тоа, тој ја напуштил Мека и го повел Абу Бакр, нека е мирот Божји со нив, и тие останале скриени 3 дена и 3 ноќи во пештерата Таур. Непријателите тргнале во потера по нив и со помош на трагачите дошле до пештерата. Трагачите оделе по нивните стапки до влезот на пештерата и кажале: тука трагата завршува, барајте го во оваа пештера. Ако не го најдете тука, тогаш мора небото да го голтнало. Кој може да ги ограничи чудата на Божјото создавање? Во една ноќ Бог ја покажал својата сила, што пајак ја направил својата мрежа на влезот на пештерата, од еден крај до друг, а гулаб изградил гнездо на влезот на пештерата и дури снел јајца во него. Кога трагачот побарал од потерата да влезат во пештерата, еден постар човек вака му одговорил: овој трагач мора да е луд. Јас оваа мрежа на влезот од пештерата гледам дека е уште од времето кога Мухаммед не бил роден. На ова луѓето почнале да си одат и ја напуштиле идејата да ја истражуваат пештерата. Потоа честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем мирно отпатувал и стасал во Медина. Најголемиот број жители на Медина го прифатиле, предизвикувајќи изливи на бест и жалење кај луѓето од Мека, кои зборувале: нашиот плен ни се лизна од рацете. Тогаш тие станале преокупирани со заговорот да го убијат честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Мала група од граѓани на Мека кои го прифатиле Мухаммед саллаллаху алейхи веселем исто така ја напуштиле Мека и мигрирале во различни земји. Некои нашле засолниште кај кралот на Абисинија, Етиопија. Некои меѓутоа останале во Мека, бидејќи немале соодветни средства за тој пат. Тие биле мачени до крајност. Во честниот Куран се спомнува дека деноноќно се жалеле и плачеле пред Бога. Суровоста на безбожниците од редовите на куреишите ки поминала сите граници. Почнале да убиваат безпомошни, сиромашни жени и сираци. Отишле толку далеку, што некои жени ги убивале со таква суровост, на тој начин што им ги врзувале нозите за различни камили и тогаш камилите ги терале во спротивните насоки. Така тие умирале преполовени. Кога злоделата на овие немилосрдни безбожници достигнале до овој степен, Бог се свртел кон своите слуги со милоста и му објавил на својот веровесник: преколнувањето на ожалостените стаса до мене, затоа денес им дозволувам да станат против своите прогонители. И запомнете дека луѓето кои својата сабја ја подигаат против невини, себе си ќе се уништат со таа сабја. Затоа не правете злодела, бидејќи Бог не ги сака тие што прават злодела. Ова е духот и суштината на исламскиот джихад, кој бил така злобно и погрешно представен. Бог навистина е трпелив, но кога злоделата на луѓето ќе ја поминат секоја граница, Он не дозволува злочинците да поминат неказнето. Тогаш Он лично создава услови кои резултираат со нивно уништување. Јас не знам како и од каде нашите противници слушнале дека исламот се ширел со силата на сабјата. Бог во честниот Куран објавува дека нема присила во исламот, нема присила во верата. लिबासे अहमदियत में मुहम्मद का गुलाम आया. Кој заповедал со употреба на сила и кој вид на присила им била достапна? И од друга страна, луѓето кои се присилени да ја сменат верата,
не покажуваат посветеност и квалитет на верата, и без финансиска надокнада, и наспроти тоа што одвај ги имало неколку стотини, тие се осмелиле да се спротистават на многу поголема армија. Кога тие истите неколку стотини достигнале број од 1000, некако собрале сила да ги победат непријателите, кои се броеле стотици илјади. Тие спремно ги нуделе своите животи за одбрана на својата вера, да бидат заклани како овци или кози. Тие со својата собствена крв го овериле сведоштвото за вистинитоста на исламот. Покрај тоа станале така приврзани кон задачата на ширењето на Божјото единство, што доброволно ги прифаќале сите видови маки, како аскети ја поминувале пустината на Африка, за да ја шират пораката на исламот, за нивното благословено учење да може да вроди со плодовите на вистината. Вака успеале да се преобратат десетина милиони кинези во ислам. Потоа влегле во Индија, во стилот на дервишите, облечени во галабии, и многу припадници на арија верата преминале во ислам. Дури ги достигнале границите на Европа и донеле гласна и јасна порака: никој освен Аллах не е вреден да му се поклонуваме. Можете ли тогаш сосема искрено да тврдите дека оваа навистина биле плодови на исламската сабја, дека срцата им останале невернички, додека само со јазикот ја проповедале верата? Не, тоа е дело на оние чии срца биле исполнети со светлина на верата. Ништо освен Бог не било во нивните срца. Сега ќе го свртиме вашето внимание на проучувањето на учењето на исламот и неговата вистинска природа. Треба јасно да се има на ум дека предоминантната цел на исламското учење е во воспоставувањето на единство и величината на Бог на земјата, потполно да се избрише идолопоклонството и сите видови на расфрлани вери, да се соберат околу еден круг на верата и да се свртат во еден народ. Религиите кои се појавиле пред исламот биле ограничени на реформацијата на собствениот народ. Што и да направеле за моралното воздигнување, тоа било насочено само за добробит на нивниот собствен народ. Ова е причина зошто Иса алейхи селам недвосмислено признал дека неговото учење било само за куќата на Израилот. Забележано е дека кога некоја жена, која не припаѓала на израелците, понизно го преколнувала Исус да и го покаже патот, тој ја одбил нејзината молба. Несреќната жена отишла дотаму што дури квичела како пес, за да предизвика сожалување, молејки се за упатство. Тој повторно ја одбил нејзината молба, врз основа на тоа дека тој бил пратен само за стадото на куќата на Израилот. Конечно била замолчена, но нашиот пратеник салаллаху алейхи веселем никаде не наговестил дека тој е пратен само за арапите. Спротивно на тоа, честниот Куран му заповедал: кажи им, о Мухамед, на сите, јас сум Аллахов пејкамбер за сите, а не само за едни. Треба да запамтите дека не била Исусова, алейхи селам, грешка што на жената и дал онаков одсечен одговор. Тогаш се уште не било време за универзално учење. Ова било учењето кое Бог му го поверил на Иса алейхи селам. Ти си посебно испратен за куќата на Израилот. Твојата грижа не се другите. Значи, како што веќе напомнав, учењето на Иса било упатено само на евреите. Во Тевратот е нагласено: око за око, зап за зап, петта книга Мојсиева. Единствена причина на ова учење била меѓу евреите да се воспостави чувство на правдина и да се спречат да извршуваат злодела и претерувања. Ова било неопходно бидејќи по 400 години поминати во робство, суровоста и безобзирноста станале нивна втора природа. Значи, длабоката мудрост Божја така планирала да се сузбие пренагласеноста на нивната сурова и осветничка природа, и затоа ова учење на опростување и љубов било така високо нагласено до истиот степен. Поради тоа моралното учење кое стои во Евангелието е посебно нагласено за евреите
но не и за целиот свет, бидејќи на Исус другите народи не му биле задача. Учењето кое Иса алейхи селам го донел, го немало само тој недостаток, што не се однесувало на целото човештво, туку имало и друг недостаток. Бидејќи Тевратот претерано ја нагласува одмаздата, скоро до крајност Евангелието од друга страна, отишло во друга крајност, што се однесува за учењето на простувањето. И двете книги не се во состојба да ги стават во средиштето сите можни гранки на човековата природа. Што се однесува до Тевратот, тој останува концентриран на една гранка, додека Евангелието исклучиво се придржува до другата. И двете учења немаат урамнотеженост. Јасно е дека казнувањето не е прикладно во секоја прилика, ниту е во склад со принципите на правдата. Исто така, да се опростува и замижи на грешките е спротивно на духот на човековото воздигнување. Во поглед на ова, честниот Куран не се согласува во потполност, ниту со едно, туку наместо тоа го предлага следното. За оној кој ќе го прости злото направено врз него, кој ќе се откаже од казната и кој ќе воспостави добри меѓусебни односи, посакувајќи го задоволството на Аллах, за него има награда кај Аллах за неговото простување. Така некоја навреда единствено може да биде оставена во мерата во која е примена. Но кој повеќе сака да простува, според учењето на Евангелието, тогаш тоа простување единствено е дозволено кога од личноста на која и е простено се очекува да се менува, така што крајниот резултат ќе биде позитивен и успешен. И целата случка ќе заврши добро, воспротивно, вообичаено, учењето останува исто како во Тевратот. दरिंदा भेड़िया बनकर मुकाबिल खास आम आया, मुसलमानों मुसलमानों अरे बिखरे हुए दानों, तुम्हें तस्बीह वहदत में पिरोने को имам аја. Ова е последниот дел и книгата Порака на мирот е завршена. Еселаму алейкум.